Благодарам, председателке. Внимателно го слушав почитуваниот Костадинов, колега. И навистина сум во прашалници, го споделувам тоа и со колегите. Нема промоција, нема реклами, нема трошење на пари. Па кај ви се парите, господи? 2018 до сега имаше најголем буџет, 2019 проектирате уште поголем буџет. А нема за ова и нема за редица други работи кои што еве самите ги спомнавте одговорници. Граѓаните се прашуваат. ВМРО го обвинувате за корупција, за криминал и така натаму. Навистина, ако некој правил криминал, треба да одговара пред судските органи во Република Македонија. Но не може на реченицата или на фусколата ВМРО е за све криво да вие се амнестирате од вашата неспособност и некреативност. Граѓаните на Република Македонија, еве ова бидете сигурни, ќе ве толерираат уште многу мал период и на наредните избори ќе го добиете одговорот од истите тие граѓани. Јас навистина не знам од кај ви се на вас тезите во однос на економските растови на Република Македонија претходните 10-12 години визави владењето на ВМРО-ДПМН и владењата претходните 15 години на СДСМ. Зборувате за 2009 година. Почитувам Костадинов. 2009 година имаше една од најголемите светски економски кризи. И во тој период, ако ви очекувате дека македонската економија ќе забележи раст таков како што проектирала, мислам дека сме ги сгрешиле улогите. Друга работа. Значи, друга работа. Еве ќе ве прашам. Дали кога ја преземате власта, значи кога ја преземавте власта 2017 година, Република Македонија претходните 3 години имаше економски растови кои што беа поголемина во првите 5 од државите во Европската унија. Една од тие години мислам дека беше трета по раст економија во Европа. Дали овие 2 години Република Македонија по економски раст е на маргините и тоа долни маргини од растовите економски на сите држави во Европската унија, вклучително и на земјите во регионот. Република Македонија во претходниот период беше лидер по економски раст. Бевме пред Србија, пред Бугарија, пред Албанија, пред Грција, да не зборувам понатака. Јас ве прашувам, дали сега и 2018 година и со проектираниот буџет и економски раст за 2019 година ќе бидеме последната држава по економски раст, еве не одам во Европската унија, во регионот на Балканот и нешто прошироко. Тоа е споредбата. Ние да знаеме кај сме, мора да се споредуваме со нешто. Еве се споредуваме со економиите во регионот. Во однос на извоз, увоз и така натаму, во однос на, како што вие велите, економскиот колапс до кој што претходната власт ја донела Република Македонија. Јас ќе ве замолам, еве ќе ви сугерирам. Земете ги или слушнете ги. Сите тези на сите економски аналитичари и стручни лица во однос на економијата и од лева провиненција и во десна провиненција. Сите тие еден заеднички именител им беше да, Република Македонија без зголемување на извозот и без намалување на невработеноста не може да рачуна на поголем економски стандард на своите граѓани и сериозни и реални економски растови. Што направи претходната влада? Иако не сакам да се навраќам на нешто што поминало, треба да гледаме за денес и треба да гледаме за идните генерации за утре. Република Македонија во еден период дојде до 2 милиарди евра извоз. 2 милиарди евра. Од 38% на невработеност што ја затекнавме 2006 година. Невработеноста ви ја оставивме на 21 до 22%, господине Костадинов. Па зар треба поголеми економски параметри и достигнувања да се направат за да констатираме кој каква економска политика водел во претходниот период? Друга работа. Се осврнавте на некакви катастрофални инфраструктурни проекти и го зборувавте, дискутиравте Скопје 2014 како можев добро да разберам и така. Во ред, ако некаде се погрешило, ВМРО-ДПМН си ја платило политичката цена. Но фактите зборуваат и една друга работа. Вие доаѓате, колку што знам, од општина Струмица.
Кога тргате на пат од Скопје за Струмица, одите од Скопје Велес, се надевам, така? Темелна реконструкција на автопатот после 30 на година од како е направен. Темелна реконструкција. Чија влада го направи? Ја направи таа темелна реконструкција. Тоа може би ви е смешно, ајде одиме понатака. Од Велес до Штип или до Кадрифаково. Се сеќавате на тој стариот пат? Експресен нов прв пат во Република Македонија од времето на Тито па до денес. Прв експресен пат од Велес до Кадрифаково, вие патувате по него. Така? Од Струмица, Штип Радовиш, ви се обезбедени средства, проект оставен, верувам дека ќе го довршите проектот. Од Радовиш до Струмица. Одите по реконструиран магистрален пат. Кој го реконструираше? Во чие време? И па како вие може да зборувате за нереализирани инфраструктурни објекти? Барем вие. Ако почекавте уште малце и не направивте такви обструкции, како што ги направивте овие 3-4 години, ќе имавте можност уште пред година дена да патувате и по автопат. Значи првиот автопат после, не знам, 50 години ветувања од Куманово до Штип. Тоа не ви се слуша, јас знам. Еве сега треба да го пуштите, ако нешто пак со трубачите и свирачите не работата застаната и не се обезбедени. Му се слуша бидејќи вие не повикувате одговорница. Значи на крај ве молам да му дадеме можност, не повикува колеги, е многу коректен, а јас слушам дека дофрлате. Повелете, Драган Данев. Да зборуваме за нереализирани инфраструктурни проекти, мислам дека е сериозно, несериозно од луѓе кои што се во овие пратенички клуби. Пак ќе повторам, ако некој и нешто правел во изминати 11 години, а не е во согласно со закон, тоа е во ред. Си има институции во државата и гледам дека и тоа го решавате експресно, брзо, јако. Океј, нека е така. Но делата се дела и тие остануваат. Дај Боже вие од 21-2% да ја намалите невработеноста на под 10%. Супер, одлично. И дај Боже барем до сега да почнете да правите елаборат, проект за автопатот кој што вака останува како еден нерешен проблем меѓу Гостево и Кичево. До каде ве прашав? Ако не, вие, министерката ќе одговори сигурно, заменичката министерка. Направивте ли нешто? Или како со клиничкиот центар? Година и пол дена барате локација кај да биде тој клинички центар. Година и пол, дури сега слушам пред 10 дена имало тука јавна расправа кај ќе биде клиничкиот центар. Па дали ќе биде во Петровец, па дали ќе биде во Бардовци, па ќе го однесете во Велес уште малце. И дај Боже во Велес нека е. Супер, одлично. Центарот, тука е колегата Иванов, ќе даде согласно за сето тоа, верувам. Анализа, врз анализа, па пак анализа и така натаму. Луѓе, работете. Работете на граѓаните и треба клинички центар. И не им е битно дали ќе биде во Петровец или во Бардовци или на стариот клинички центар. Ви оставија проект, ви оставија пари, ви оставија се, вие го прекинавте. Зошто? Затоа што тој проект бил, не знам, конструиран или планиран од претходната влада. Немојте така. И тоа што го работите на проекти од претходната влада, ги довршувате тие проекти. Немате единствен нов проект кој што овие година и пол дена сте го започнале. Немате. Дајте, почнете работете. Многу работи ги ветивте на граѓаните на Република Македонија и тие од вас не очекуваат сега кога за господинот Костадинов одговори за кажува ВМРО ДПМН 2008-2009 така правеше. Ја барав одговор на прашањата кај ви е гимназијата во аеродром. Како се справувате овие години и пол со загадувањето? Една мерка кажете. Тоа го бараат граѓаните. Зошто немате наставници по математика, по физика? Зошто не ви работат училиштата до 10 септември? Тоа е проблем. Тоа се реални проблеми. Ветивте 500 евра просечна плата. Еве вака, еден наставник со овие 5% покачување на плативе, со овие 5% покачување, ќе има околу 24-5 денари плата. Добро, вие рековте ќе зголемите платата на 500 евра, прво просечната плата. Аха, добро. Тоа реков, да, еве, господинот Ибрионски ме поправа, на крај на мандат. Така, се поправивте после кога ја земавте власта, се поправите на крајот мандат. И на крајот мандат. Ако сега сакате да еден наставник или професор зема просечна плата од 500 евра, вие наредната буџетска година треба да ја зголемите платата минимум за 35%. Ај ветите дека ќе ја зголемите. Или наставниците не треба да земат просечна плата. Или треба да... А имате и друго ветување, дека ни еден наставник нема да зема плата под просечната плата. Земете ја програмата, видете што сте ветили. Погледнете што сте ветили. И еве ветете сега. Имате можност. Еве тука е заменичката министерка, мене ми е жал што не е министерот.
Дали наставникот, било кој или професор во Република Македонија 2020 година ќе зема 500 евра плата. Тоа се две ваши ветувања, дека просечната плата ќе биде 500 евра, а дека секој наставник или секој професор нема да биде со примања под просечната плата. Тоа индиректно, имплицитно ви кажува дека секој наставник треба 2020 година да зема 31.000 денари плата. Така, 2020. Да, еве, ветете го тука, јас затоа кажувам. Ветивте во програма дека 2020 просечната плата ќе биде 500 евра, да не се повторува. Така да, господине Костадинов, навистина има многу теми и многу тези кога се работи за буџет, тука е во право колегата Самка Имамовски да се зборува и да се дебатира, но работите не одат како што треба и не е ова факт кој што може да се добие само од нашите дискусии. Излезете или да излеземе заедно надвор од овој законодавен дом, првите 5 дуќанџи што ќе ги направите анкета како иде економијата, ништо овие не ги бива за економија. Погледнете, направете на ваша мини анкета, ќе видите. И мене тоа не ми е драго, и јас живеам во Република Македонија, и моите деца се школуваат во Република Македонија. И ние трошиме пари во Република Македонија. Немојте да мислите како кажувам ова со одредена позадинска намера. Не, апсолутно. Го кажувам и приодицирам да едноставно треба фокусот да го ставите на работа, треба да го ставите на проекти и треба да го ставите на кадар стручен кој што знае тие проекти да ги изработи, да ги сработи до крај. Тоа е проблемот што ги тишти граѓаните на Република Македонија. Економијата е во слободен пат. Секој на секој должи, пари нема никаде. Еве вие самите кажете. Тоа е сериозен пат. Зборувате за загадувањето. Певе и локалната власт ја спомнавте. Општина Аеродром ќе ви кажам. Сега мене ми е непријатно што господинот градоначалник не е тука. 0 денар има потрошено за борба против загадувањето ова теков на 2018 година. 0 денари. Во 2 градинки има ставено само прочистувачи за воздух. Појдете на булевар Србија, прошетајте и видете дали се диши или не се диши. Ветивте и не остваривте, нели зградава кај мајчин дом нема да дозволите да се гради. Вашите штрајкува, не штрајкува членови на ВМРО ДПМН. А ветивте. Тогаш ви укажаа локалните власти, тогаш дека тешко е тоа, дека има гупови, има дупови и така натаму. Не, ние ќе го спречиме изградбата на таа зграда, на тој стамбен објект. Зошто во Стар Аеродром не ги спречите градбите? Еве сега да поминеме, има 3 згради кои што се во фаза на почеток на градба, само оградени. Зошто не го спречите тоа? Јас не викам дека е лесно, не ме сваќајте погрешно. Но ветувавте, дававте несериозни ветувања пред граѓаните на Република Македонија. И тоа бидете убедени дека на наредни било какви избори ќе ве. И затоа кога повторно пак ќе бидете опозиција, треба да внимавате што ветувате. Ветувавте загадувањето, ќе го решите експресно, брзо и не знам како. Катастрофа. Катастрофа.